Ова е терминот за Агроисток, емисија за аграрот која се емитува од студиото на Канал Плюс во Штип. Тема во денешната емисија се зелените пазари и можностите за екзистенција преку продажба на земјоделски производи. Се разбира, во емисијата донесуваме и други интересни прилози, меѓу кои тутунарите задоволни од откупната цена, снегот и посевите, зошто Левко и Снежана од Австрија се вратија во Карбинци, биволите како атракција во Делчевско. Снегот и посевите. Земјоделските стручњаци и производителите се согласни. Снежната покривка е добре дојдена за житариците. Се разбира доколку не продолжи така наречената сува студ. Снежниот покривач е добре дојден за есенските посеви, затоа што освен влага им обезбедува и заштита од евентуално измрзнување од ниските температури. Снегот е добар сега за житото, е супер сега, за сега па натака ќе видиме времето ќе каже. Сега нема опасност за измрзнување? Не, нема, тоа рачунам дека ќе нема, што не са големи многу температурите, да се 5-16 степена, да се 20 тука, па и нема и ништо, она е потрупана со снег, малку блажено згора е потрупано, нема што се плаше за да измрзне. Па пред снегот добро беше, кој рано са сеени, ипак добри се, малку тие покасните не са толку, нито не добро паса, нити ни за тие не е опасно што падна снего, ако не е снего, кој само мраз, може да измрзнат тие, а иначе вака добро сега е добро. Состојбата со посевите е стабилна, но може да се промени само доколку продолжи сувата студ и опаѓање на температурите. Снег си требаше, ама сега во мразот ќе го изеде и па ако држе мраз ќе нема од снегот ништо ефект. Влага нема, фане мраз, само малку се закала, стопе, па фане мраз и суша. Во Штипско-Карбинскиот регион есенва беа засеани над 7000 хектари со пченица и јачмен. До пред снеговите состојбата на житариците се оценуваше како мошне поволна, бидејќи претходно имаше дождови кои придонесоа за подобрување на почвената влага. Она што треба да се направи во овој период е подхранување на површините со соодветни ѓубрива. А во моментот актуелен е откупот на тутунот. Ние деновиве го посетивме откупниот пункт во Карбинци, каде што регистриравме задоволство од откупната цена. До крајот на февруари ќе трае откупот на тутунот од ланската реколта. На откупните пунктови во Карбинци без многу гужва се одвива откупот на количествата кои пристигаат од плачковичките села. Може да се каже дека за разлика од почетокот, сега веќе целокупната кампања се одвива без проблеми и негодувања од страна на тутунарите. Ваквата состојба е резултат на, според тутунарите, задоволството од постигнатата просечна откупна цена, која изнесува околу 180 денари за килограм. Према од тутунот, горе-доле, друго е. Колку килограми донесува? Немаме денеска толку, дали има 100-150 кила. А дома има ли? Има тутун стојат. Има 700 кила тутун стојат. До сега имам 650 кила донесува. Како со цената? Добро. Према лани, не е како лани. Не е баш добро, ама према лани, па друго е. Просечно која цена? 180-160. Колку луѓе работите на тутун? Па ние сме четворица. Лани полоше беше, ама овај година парно е. Колку килограми? 500 кило нешто имаше, а 190 дојде. Дома колку луѓе го работите во почивал? 3 души, да. Во Штипско-Карбинскиот регион досега се откупени околу 100 тони мошне квалитетен тутун. До крајот на сезоната уште толку. Исплатата на тутунот се одвива за 10 дена од предавањето на откупните пунктови. Сега одиме во Кочанско и прилогот на колешката Димитрова која прави осврт на актуелните состојби со оризот. На средината помеѓу две производствени сезони, односно две реколти, земјоделците од Кочанскиот регион се соочуваат со намалена динамика на откупот на оризовата арпа и бел ориз. Ограничениот пласман на кочанското бело злато е основната причина зашто преработувачите калкулираат со откупот, а тоа се должи на присуството на ориз во Србија и Косово, кој не е кочански, а се продава како таков. Забавениот промет логично влие и на откупната политика, особено во делот на цените, кои во последните 2 месеци бележат намалување. Во неколку преработувачки капацитети денеска велат дека арпата се откупува по 20 до 22 денари за килограм, иако има исклучоци во позитивна и негативна настока.
Оризот пак се откупува по 45 денари за килограм, но и тука многу нешта зависат од квалитетот, односно од процентот на влага, плевели, црвени зрна и слично. Монте и Андреја имам. Па Монте е старо семе, подобар квалитет е. Андрејата е ново семе. Нема никаков откуп. И тоа што има ценица, катастрофа. Од 40 до 50 динара толку. Повечко не давата, може да се кој лошо ризо и испод 40 да биде. За белио мислам. Арбата од 15-16 динара па до 20 највише. Па мислам дека фабрикантите, трговците, они ја прават цената. Они го откупат. Убиењето голема следствие прават, кршо го земат после по 12 динара го земат. И не фаќа друга работа веќе. Кршо го земат по 12 динара и после унај стават, мешат и затоа се они толку ниски после на пазарот. Одреден број земјоделци кои имаат поголеми површини, а со тоа и количини на оризова арпа, немаат намера да ја продаваат сега, туку ќе ја чуваат во очекување на повисоки цени. Вообичаено цената расте во летниот период, пред жетвата, што значи дека чувањето е привилегија на тие што имаат магазински простори финансиски се мокни да ги издржат трошоците за новата сеидба. Вкупната ситуација на земјоделците им ја олеснуваат субвенциите по единица површина, кои кај оризопроизводството достигнаа близу 500 евра по хектар. Токму оваа мерка им представува значајна финансиска инjekција на производителите да сврзат две производствени реколти. Тема на емисијава, како што најавивме, се зелените пазари, односно тезгите за земјоделски производи како можност за екзистенција на оние кои се одлучиле лебот да го печелат од производството. Да ја проследиме анкетата што ја реализиравме деноиве на Штипскиот пазар. Прво, јас сум индивидуален земјоделец. Ние со жената држиме две тезги. Тука сме у Штип 25 години. Со добар квалитет и со добра работа може да се обстане. Не е тоа проблем. Значи, пред се квалитето, може да биде ефтина робота, а да биде квалитетна за повеќе да продадеш. Значи, ако е квалитетна робота и ако малку на цената пуштиш, ќе имаш доста доволно муштерии што ќе земат многу роба. И тука е тоа една изрека, како кажуваат старите, вика многу овци, многу млеко. Две овци да дават и 20 кг млеко, не може да дават како 100 овци што дават рече 50-60 млеко. Ја идам на таа поента. Така да што се однесува до земјоделие, имам јас и крави, и прасија имаме, пипер, патличана, сето тоа го имам ја. И плаќаме, дури плаќаме пензиско си плаќаме. Јас сум скроз земјоделец, 100 на 100. Плаќаме, како и земјоделец, плаќаме пензиското и здравствено си го плаќаме ние. Плаќаме овие 10-15 години, плаќаме го. Така да и од тоа ќе земе пензија. Јас сум од Чешиново, имаме 3 хектара земја. Нашата земја у Чешиново е прилично плодна. Меѓутоа проблемите постојат други некои проблеми околу производството. Сакам да кажам за оризо. За оризо сакам да кажам што ни ја нудат хербицидите за прскање на оризо не се квалитетни. По 3 пати ги прскаме оризите и од тај случај оризо не може да вегетира за тие 145 дена. Кога ќе соберете се сума сумарум, останува ли по една плата за вас и за сопруг? Останува, види, ако одеш на пазар, ако ти случајно ние кај нас се произведе ориз, меѓутоа јас сум преклонен сум и други работи да работам. Значи додатни работи, како крава да чувам, прасиња да чувам, некој товеник може да чувам. Имам тука своје лози имам. Од се е понешто, јас скоро можам да не купам ништо од пазарот. Ако сакам да купам пазарот, тоа е ради моје задоволство. Затоа што ја имам компири, пипер, патлиџани, кокошки, шатки имам. Све имам, месо имам колку сакам. Ја дури месо не може да го поднасам у изобили. Јас сум продал 3 свињи. Тука моментално што продавате на тези? Тука моментално продаваме сирење. Тоа е ориз. Ориз Сан Андреа. Гра. Па имаме тука плиткара гра. Тај што расте на моморуските го викаме ние. Исто, ово е крив грав го викаме. Тај е како букет цвете расте и тај е исто балавка. Значи свему робата е добро, меѓутоа луѓето са, како да кажам, немат пари.
Па продаваме тука претежно разни видови на чаеви, према луѓето што тражат, па и ние сме на тезгата со тие чаеви. Имате ли познавање од чај? А доволно имаме, пошто поколение од баба на мајка, па ја од мајка ми претежно земат овие работи. Позитивни искуства со одредени чај? Позитивни, многу позитивни, па луѓето се захвални, претежно тие што користат, па со едно големо благодарност доваѓаат повторно да кажат дека вредат чаевите. Имаме доста видови на чаеви што Имате едно 50 видови. има повише, преку 200 видови на чаеви и корења да. Колку ние ги користиме чаевите како нација, како народ? Кажу дека многу слабо се користат. Тие што познават, користат. Тие што не познават, колебат се. Ако има доволно напишено, пример да речеме, да се истакне со напис што лече, претежно имат луѓето поверење на книгите, па ние сме по-давна со билкарство. Традиција имате фамилиарна, така? Јарно, да. За сега е добро, може да речем. Може да се обстане, а не многу кој нешто, али ипак Сакав да ве прашам, дали може да се извади една плата за еден месец вака од продажба на чаеви? па може, али значи треба доволно труд да се вложи. Што повише се собира травите летниот период, навремено, Каде ги собирате? претежно планинските. Во Соговијата, пошто сме од Катово, Соговијата. Многу имаме трошоци за препарати, горива, морива, идиме од Ресен, пари за нас, анџа колку малу да се живе. Не е како годињето. Стојано велите дека е тешко. Која е Ова година најбитна? најтешко. Најтешко, верувајте. То не можеме крај, а дули, мули, све иди нагоре, знаеш ништо. Овде плаштаме многу дули. Каде не, оди во пробиш и се и ние сме пореметени, не знаеме што да преме. Колка површина има? Имам ја некаде 3 хектари бавче. Многу имам површина, имам све вложено, цел живот во тие јаболки, а дојдов не најдол на цена годинјава има јаболкот. Одома ето дадов, шлепери имам уште 2 шлепери, 3 некаде дома. Не, паника ни фаќа, 10 денари, 8 денари. Не знам зашо не превзема и влада нешто за нас, за земјоделците, што имаме се створено ние, за нас и за овај народ. Години сте по пазарите? Од 12 години дедо ми ме носеше во кошот и битола продаваме. Дедо ми прв имаше јаболка. И така. Како сте задоволни од прометот во Штип? Не е баш добар. Голем град Голема потрошна има, сите дуќани јаболка земат ефтино кај нас е 10 денари. Земат и ние ти викаме што цел живот го имаме вложено во тие пазари, во таа работа на јаболката и не можеме, рековне, некоја просечна пензија ако земим и да се повлече. Значи, вие подолго време се занимавате со пчеларство. Што покажуваат сметките? Па сметките покажуваат треба да имаш над 50-60 семејства за да обстане една фамилија од 4 члена, значи од пчеларството да обстане, да може да живее. Иначе, ако си со помал број на пчелни семејства, нема шанси да обстанеш. И гаранција пак не е тоа, затоа што временските услови ги прават работите. Ако е сушна година, приход нема. Како сте задоволни последниве години од приносите? Конкретно вие мед повеќе продавате и нешто други производи, така? Па овие 2 години и така. Претходните години беа по-лоши, сега малку лани беше по-добро, ова уствари полани беше по-добро. Лани сега сме нели јануар месец, така да лани биде по-лошо него претходната година. А сега за оваа наредната година времето ќе покаже се што треба да биде. Трошоци има ли во пчеларство? Има. Без трошкове ништо не можеш да произведеш. И у пчеларството има трошок, заштитни средства, лекарства, пуно ред работи. Рамки, сандъци, тоа е се трошок е. Еден сандък да ти направи сега некој, еден, не на спратове, 500-600 динарати. И тоа трошок е, не е да не е трошок. Може некој само да мисли дека нема трошок. Нека почне да пчеларе, па ќе види дали има трошкови или нема.
Во минатото биволите биле главно подвижно орудие на земјоделците, посебно во рамничарските делови, каде што запрегите биле влечени од нив. Денес ова благородно животно е пред истребување. Моментално по неколку грла има уште во селото Врсаково и на имотот на Иван Соколов во Делчево. Биволите чисто така, некаде дојдов до некој податок по интернет дека постои автохтона раса во Македонија, која што си е наша македонска раса, која потекнува некаде со италијанската раса на биволи, многу блиска. И дека во Македонија знам на времето во историјата дека се користени биволите многу, односно по ниските предели како што е Пелагонија, Кочанското поле, се употребувани, речи го во Тетовскиот регион, се употребувани биволите како влечна сила во оризните посеви. И дека во последно време гледам дека во Македонија се директно паѓа, односно нивниот вид е загрозен, односно ако можам така да речем, мислам дека во Македонија во моментот се одгледуваат некаде околу 40 на грла, од кои што 10% имаме и ние. И така ги набавив за да се обидам да ја задржам ова врста на говедо, иако досега интерес државата не покажала ни во еден момент. Значи, биволот е изземан од врстата на говеда во субвенциите, и за биволот не следува никаква субвенција, иако еден вид на изумирање, не знам зошто, сега подигнавме малку аларм во земјоделскиот факултет со професор во земјоделскиот факултет, дека овој вид на говедо во Македонија е дефинитивно на исчезнување и ако не се преземат некакви драстични мерки, тоа и ќе исчезне, ќе остане бивол да се види само по зоолошките градини. Во таа смисла се решив да набавам тие два пара и да започнам да одгледувам, иако биволот како животно е многу драгоцено животно кое што покрај месото дава и млеко, млекото се користи како лек. Тоа е многу лековито, многу калорично. Ако точно кравата дава, да речеме, млеко со млечно со, не знам, таму 3,5-4%, биволот дава 10 до 12% масленост, кој што е многу маслено, значи барем 2 пати или 3 пати помаслено од кравјото млеко. Мислам дека млекото, не знам, не сте пробале, млекото од биволот е изразито бело, значи снежно бело млеко. Дали има мирис? Нема мирис никаков, апсолутно нема никаков мирис. Го користат многу луѓе, го користат како лек, бидејќи содржи во себе некакви не знам, лековити елементи, бидејќи биволот како животно е многу отпорно животно. Тоа може да живее во екстремни услови и апсолутно не му представува никаков проблем дали ќе биде топло или ладно, дали ќе врне или ќе сува, апсолутно тој не го чувствува тоа, не го забележува. И во таа смисла сметам дека Делчево биволици исчезнати некаде 50 или 60-тите години, последниот пар е исчезнат. И така се решив да ова е погодно место тука да ги возвратиме, да ги вратиме биволите на во овој регион. Но како што ви реков, се што се прави ние, се што го правиме тука го правиме од хоби, од љубов кон определени раси на живот. Во приложение ви нудиме една кратка приказна за повратници од странство. Левко и Снежана од Карбинци по 15 на години работа во Австрија повторно се вратија на родното огниште во Карбинци. Да слушнеме зошто. Снежана и Левко Атанасови по 15 на години работа во Австрија се вратија во родното Карбинци. Што е она што ги натера да се вратат, односно што беше пресудно? Пресудно беше земаме некоја пензија и таму не можеше со таа пензија да се живее и затоа се вратиме тука на старото место за да се живее некако поубаво. Што работевте таму? Граѓевинец, градежна работа. Сопругата деца чуваше за малку време таму, па не е многу работила. Колку време бевте таму? Ја бев некај скоро 17 години. Така нешто и кога земаме пензија се врнаме тука, пошто со таа пензија па не може се живее таму, сопругата нема приходи од таму од никаде, јас со таа пензија не може да остана таму и се врнахме на родното место, на старото место тука. Да.
сега веќе тука овде сте веќе 7-8 години. Па 7-8 години, некако живот иде, значи тече, добро е, не е толку лошо. Што вика старите имена живеачка колку со оваа пензија што взел. Земеделие немам, тоа имам некој 2 декара таму и оваа бавчата што е тука декари по и тоа, ама да препитаваме се денеска за денеска тоа е. Неблагодарна работа е да се прави споредба меѓу селата во Австрија и овдешните, па сепак што е она што ги прави поинакви едните од другите? Голема разлика е тоа, него пак нешто те државата па се труди нешто, па ги дава некоја помош, те субвенциите, тоа, тоа. Некако има еден лажовен живот може да се кара, иначе ако не е тоа, значи таа поддршка некако само, може само, не може сами да обстанат овака без поддршка. Селаните што се тука во селото, било кој да е село. На крајот го прашуваме, што е она што недостига овде за човек да остане на родното огниште? Работа. Вработуј недостига, тоа е најважно. Нема погон, никаков погон нема у оваа општина тука Карбенци и сите мора да тражат по градовете нова работа за да обстанат. Иначе ако овде нема обстанок за младите луѓе што се без работа. Смятате ли дека земјоделието и сточарството не се интересни? Они се интересни, младите неќе да се интересират тоа е. Неќе да работат сточарство и тие работи, повеќе сакат некоја државна работа, да речеме тоа. Рековте таму работевте повеќе години, што покажува после толку години джепот? Дали го наполнивте, има ли за живот? Има за еден живот, има. Овде што реконструкција на куќа? Реконструкција нешто колку толку, некој возило тука и комбе, ту имаше и на кола продаде. Трактор еден и тоа е, друго не, нема друго. Живеете со бабата? Со бабата сами сме, децата се 2 по странство, оние се едно во Штип. И са и двете се во Штип, едната е загрозена, да речеме, социјално, таму што е разведена со 4 деца и не е збриена стамбено, значи тоа не е проблем за неа. Значи гледаме некако може да збриниме стамбено да се обезведи во градот. Рубрика Ветеринарот ве советува. Овој пат со совет каков режим на исхрана и заштита на домашните животни од ниските температури. Мораме да напоменеме дека овие ниски температури делуваат на самите животни. Во 2 аспекта ќе го тоа формулираме, дека ниските температури делуваат како на нивната активност, така на нивното расположение, а од друга страна и од економскиот дел. Што значи, со самото намалување на температурата, економскиот дел што значи има ефект, односно ниските температури имаат ефекти на тој дел, а од друга страна, како резултат на тие ниски температури и можноста дека напасувањето во овој период, каде што знаеме дека планините се веќе покриени со снег, ова не е некоја дебелина на снегот да не можат тие да се напасат, но се разбира дека можноста за нивно напасување е сепак помала и апел до сите сточари дека ќе морат да ги дохрануваат своите единки како би можеле сега во овие ниски температури да останат во погон. Поготово за кравите што се држат во фарми, да се обрне малку повеќе внимание на делот на вентилацијата и отварањето на вратите и прозорците каде што може да дојде до појава на струјање на воздухот, што значи таквото нешто предизвикува ситуација каде што може да дојде до разни воспаленија. Па затоа апелираме до сточарите да обрнат внимание. Нормално е да треба да се вентилираат шталите, нормално е да треба да има проток на воздухот, но ќе треба да се сведи тоа на оној минимум каде што не доаѓа до појава на промаја, што така кажано кај нас народно. Можам да кажам дека и ладната вода исто така предизвикува воспаление како на горните дишни патишта, така и на делот на органите за варење, што значи ладната вода, во колку можете и имате можност да ја
на 1 степен загреете, како би можеле тие некоја млака вода да користат, е добро, бидејќи и знаете, функционирањето на самиот организам без вода е неможно. Ете, почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Со нови содржини во новото издание за 7 дена. Пријатно и довидување.